Именден веќе е луксус за да се слави во денешницата. Иако тоа е повод со кој домаќинот пречекувал полна куќа гости и давал софра за негово здравје, сепак денес кругот се стеснува на минимум, па во пресметка тоа би дошло да се собере само семејството. Ваквата ситуација граѓаните ја гледаат носталгично кон минатото, па децидни дека тоа време нема да се врати. Не. Само домашните. Тие по дома, тоа веќе мина. Ретко некој да слави им. Едно време дружба имаше, сега нема. А како беше едно време имињето? Па и пријатели, роднини, другари сите доаѓаа, сега не. Сега само фамилијата и толку. Како што е било, не? Не. Сега се дружите вие со телефоните повеќе. И децата ја гледам, се се на телефон. Идеш некаде, младите седнале на телефоно, не ги интересира ни игра, ни нешто. Едно време моите деца кои беа мали, со как се соберат, па ластик, па миждупка, секакви игри играја. Сега не. Сега само со телефоните, а уште кога се роди, они му даат телефон да се занимава. И што сакате? Ништо. Затоа што беше многу убаво. Многу беше убаво. Се. Јас сам работила, ние на работа сме се слагале со сите и мало и шали, и смеи, и работата леташе, а сега ништо сега. Сега еден од друг очи гледат да се извадат. А камо ли по имиња? Аба за имињата и да не правиме обед. Порано, да ти кажам, гости имаме по 10-15 души, 20, по и 30 души. Сега? А сега само своите. Само своите. Фамилите, да. Еве ние, например, славата ни во Јордан не, Свети Јован. Што Господ крстил во реката Јордан, славата ни е. И гости, па што ќерката ни е горе у Германија со внуците, сега тука ми се трите внука од сино и снаата и ние. А снаат ќерката кој ни беше тука и она доваѓаше. Па добро тугај, например, правеме и манчи. А сега се сакат скари, се пици, такви работи, знаеш. На висока нога грота да се плакаме, Господ слуша. На нас се под најпаричка ту Господ. Не, ретко е сега. По своите така. Иначе сега се собират луѓето те на овие убави празници, кој што беше Коледе, сега иде Василица. Тука се збират народа, иначе и сами гледате пензионерите од први до први. Обично те јас си го славам дома. Трипун дома го славам. Ама не е како едно време. Не е како едно време. Па за време на бивша Југославија, јас сум од таа генерација, кај мене на име се имало по 30 души, другари. Сега нема. Колку прилики сега би дојде? Па по своји. Еден 20 и потесната фамилија. Толку 100 евра. Минимум 100 евра. Минимум 100 евра. А може повеќе? Може и повише. Па нели треба трпезата да има и мрсно нешто. Ако е мрсен, треба и мрсно да има. Да е стварно масата на како што треба, нели? Анкетираните велат дека после короната животот е веќе различен како небо и земја, па едногласни се дека од тогаш нема веќе големи слави и имендени. За финанси, за што причини? Една софра, фамилиарна софра, да си избереш децата, 100 евра укрпче. Значи факт дека не е како едно време. Не, сега да ојдеш кај некој и на него ќе направиш трошок и ти треба да направиш трошок. Вака седи си дома и си дома пречекува. Мислам дека од короната како не фана и народот се смени. Па се е сменето. И тоа како ништо, се. Од короната многу избегават народот. Еве сега у Стопанска банка, едни од други се пазат. Викам сега, некој си носе маски, да, и по имиња слабо се оде. На време не минја, јас се викам, например, Линка, на Илинде на мене, како са ми гости доваѓале. Од дворо. Пун. Да, маси пуштаме. Сега, што сега на одмор, одат си децата на одмор. Финансиската криза, гледате ние пензионерите, прво да подмиреме сметките, комуналиите. Струја, вода, телефони, интернети, после па одат апчињата са наред и на крај ако стане нешто за едење. А камо ли по именден? Па малку, знаеш, па кој ќе дојде тај ден,
ќе тргнеме некој динар така. Скромничко така да се направи. Во согласно со ситуацијата, речиси сите кои слават именден одбираат да го прослават во поскромни услови. Од една страна тоа ги растеретува домашните обврски за самата прослава, а од друга страна ја намалува самата потрошувачка.